Во полнек е кампањата во пресрет на локалните избори, затоа тука со нас во студиото на Слободен печат денеска е Оливера Ливриниче, кандидатка за градоначалничка на општина Бутел. Добар ден. Добар ден, Срđan, и драго ми е што сум дел од вашиот медиумски. Прв пат доаѓате кај нас. Прв пат сум, да, во ова студио и пријатна атмосфера. Благодарам. Баш ми е мило што е така, ние се обидуваме нели да со пријатност да им извлечеме што е можно повеќе од нашите соговорници. Кажете ми, општина Бутел, една општина која што е прилично стара, ја имаше нели уште од времето на социјализмот, ако не се лажам, не ја да вие поновите, а сепак некако изгледа полуурбанизирана се уште, иако можеби не би требало тоа така да изгледа. Вие кампањата ја почнавте со едно промотивно видео во кое кажавте ништо не ветувам. Зошто ништо не ветувате? Видете, ово се локални избори. И јас си го земам ова како да конкурирам за работно место. А граѓаните се моите работодавачи. Тоа е мојата цел, да испорачам, а не да ветувам. Целта ми е Бутел да биде хумана и самодржлива градска општина, а не приградска, како што делува сега. Зареме ветување, чисти контејнери и чисти улици. Тоа е основна работа на секој градоначалник, мислам. Видете, јас живеам во Визбегово. И јас до пред 8 години газав вокал. Мислам дека во 21 век е срамно да збориме за асфалтирање на улици, за вода, канализации. Тоа е реалноста во општина Бутел. И јас тоа сакам да го сменам. Јас заедно со мојот тим сакам да ги променам тие лажни ветувања. Нас сите избори ни беа ке направиме, ке ви изградиме, ке направиме. Луѓето им е смачено од лажни ветувања, Срđan. Значи, затоа се нафатив на оваа работа. Сакам да покажам заедно со мојот тим дека ние од Бутел ќе направиме урбана средина, хумана средина, чиста, каде што мислам дека секој граѓанин заслужува да живее во такви нормални услови. Што е тоа што е ветувано што му недостасува на Бутел? Велите ке превладувало во изминатите кампањи. Предпоставам дека и сега има некој што велат ке. Што е тоа? Па видете, што не е направено? Па 90% од програмата која што е ветувана пред 4 години не е направена. 90? Да, и може и повеќе од 90. Да сега на крајот од мандатот се почнува да се работи, се прави инвазија од само недела дена пред почеток на кампањата. Во ред, тогаш граѓаните нека проценат, па нека му го дадат гласот после 4 години исто на сегашниот градоначалник. Почнуваме од поликлиниката, кој што сите знаеме колку беше помпезно најавувано, сликано со сите советници позади него на сегашниот градоначалник, дека ќе ја отстапи, дека него не му треба луксус за работа, дека општинската зграда ќе биде претворена во поликлиника. И не стана тоа поликлиника? Па нормално дека не, и немаме воопшто се уште поликлиника. Него се користат оние бараки кои што ги направивме ние во нашиот изминат мандат. Да не збориме за полициската станица, за градинката во Расодник, за чистењето на реката, на коритото на реката Серева, кое што се направи со камен и сега не можат ни машините да влезат натре па да го ичистат коритото, па затоа е претворена во зараснато брасната депонија со нели дрва, треви, да не збориме. И најосновното водоводот... Камен бил поставен од сегашниот тој дел кај што е уреден, збориме сега. И сега тука машина не може машина да влезе, не може да го ичисти тој дел. Значи, јасно ви, тоа личи на се, ама не на уредено корито. А да не збориме за основните потреби на граѓаните, еве Љубанци и Љуботен. Прашете ги луѓето дали имаат сега после 4 години вода, како што им беше ветено. Сите овие проекти беа ветувани пред, па некои пред 2 години дека ќе бидат завршени, не во 25. Тоа сакаме да го смениме. А да не збориме дека сега се најавуваат реализација на овие посочени сите негови проекти во програмата, дека
ќе бидат од унгарскиот кредит кој што е доделен на општина Бутел. А што правевме ние? ние? Знаеа за унгарскиот кредит. Така, а што правевме ние во изминативе 4 години? Зошто не ја менаџиравме општината со општинскиот буџет? Дел по дел од проблемите на граѓаните да ги решиме. Во најавата реков дека Бутел делува дека не е доволно урбанизиран. И за разлика од бројни други општини во главниот град во Македонија, како да нема проблем со урбана мафија, значи нема доволен интерес за градење, но рековте недостасува поликлиника, претпоставам дека недостасуваат и други работи кои што да кажеме, жителите на другите делови од Скопје ги сметаат за нормални. Секако, убаво напоменавте, значи покрај поликлиниката недостасува градинка. Значи голем број на деца чекаат упис во градинка, се на листа на чекање. А тоа, знаете, колку повлекува, родителите не можат двајцата да одат на работа, што пак е, нели, помоц се буџет во семејството. Мора едниот да остане дома да го чува. Фалат пристапни центри за децата, знаеме, со пречки во развојот, кои што мора да ги обезбедиме во општина Бутел. Не смееме да дозволиме, знаеме какви жртви прават тие родители, секој родител, меѓутоа посебно тие родители кои што покрај образовните асистенти кои што им ги обезбедува државата, меѓутоа тие се само со 4 часовно работно време, што значи дека еден од родителите не може да оди на работа само 4 часа, него треба да оди да си го земе детето од училиште, бидејќи нели нема кој да се грижи за него. Вие како би го решиле тоа? Би можеле? Да, секако со 2 пристапни центри во 2 училишта, едното доле во Живко Брајковски, другото горе во горната зона во Радишани, значи во Ацо Шопов, и доколку има, значи во другите училишта такви деца ќе бидат со транспорт обезбеден општината, носени во тие 2 пристапни центри, да бидат згрижени, да има дефектолози, логопеди, да има сензорна сома, да има некој што ќе се грижи за нивниот престој во училиштето додека родителот се врати од работа. Како говориме дека тоа нели полурбана населба и нема премногу згради, сепак постои еден сообраќајен хаос кој возен низ Бутел знае. А и не е така лесно да се најде паркинг. Го спомнавте Радишани, иако е на крајот од градот, сепак не е така лесно ни таму да се човек да се паркира, посебно нели во делот на населбата и доле кај трговскиот центар, кај тие старите згради што беа на времето. Имате ли плани кои за паркирањето? Секако, Срđan, и тоа беше ветено во програмата на сегашниот градоначалник. Катни гаражи во Радишани, кај пазарчето и доле во Скопје север. Јас тоа не го ветувам. Јас ќе го направам, Срđan. Зарем е толку проблем, нема простор, може доволен, меѓутоа се решава со катна гаража, со монтажни катни гаражи. И тоа на 2 места во Скопје север, горе во Радишани кај пазарчето и кај просторот што го кажавте вие кај сегашното пазарче. Само на таков начин ќе можеме на луѓето да ги ослободат оние места од тротоарите каде што свесни сме дека мајките со колички не можат да се движат безбедно, мора да се симнат на улицата, а да не збориме за лицата нели што се движат со инвалидитет, што се движат со колички. Нема никаква пристапност, мора по улицата директно да одат. Да, тоа е проблем во цело Скопје, не е тоа ексклузивен проблем на Бутел, но тоа е прашање кој што... Да, ама мора да обрнеме на таа категорија. Луѓе не може да ги држиме затворени во домовите. Мора да им дадеме пристапност и на нив да се движат низ општината, да ги користат услугите на општината или да се социализираат. Тоа не е намерата инклузивноста во нашето општество. Скопје е до толку загаден град што едно Радишани кој е на повисоко место трпи од тие PM честички во текот на зимскиот период. Како да се справиме со загадувањето? Знам дека е еден градоначалник на локална општина тешко тоа може сам да го направи, дека проблемот е поширок, глобален, нели градоначалник од државата, тука би да се прашаат, но некои од вашите колеги претенденти на градоначалничките функции вела дека ако ништо друго може да се зборува постојано и да се биде досаден за да нели се алармираат институциите нешто и да направат. Што мислите вие, како тоа би можеле ние да
да направиме, да имаме поздрав воздух за дишење. Така е, во право сте. Во Бутел немаме ние големи индустријски загадувачи, меѓутоа имаме проблем со голем број на депонии. И тоа огромен број на депонии кои што секојдневно граѓаните не алармираат дека никнуваат низ целата општина. И не знам што е проблем да се обезбедат поголем број на контејнери низ општината. Или да се стават контејнери за кабаст отпад кои што граѓаните нели ќе можат да ги користат тие, еве да не се создаваат тие диви депонии. Да а да не збориме дека во зимниот период исто имаме проблем бидејќи поголем број од семејствата ги загреваат домовите на дрва. Мојата идеја е да го продолжиме она што го започнавме во прошлиот мандат на нашиот градоначалник пред 4 години, ефикасни субвенционирање или финансиска поддршка, како што јас го кажувам тоа во мојата програма, на ефикасно енергетски фасади, за соларни панели, за инвертери и нормално со работа кампањи на подигнување на свеста на граѓаните, нели? А да не збориме дека мора да имаме исто и систем за селектирање на отпадот. Добро, тоа е малку и светски проблем со селектирањето. Тоа не верувам дека би одело многу лесно. Со постојаните депони што се прети, треба се исчистат и тој ѓубре некаде да се однесе. Кај би со многу дрисла, така? Тоа го правевме во изменатиот период. Значи ние со нашите камиони кога бевме видете 20 години од кога сме како Бутел е општина, 16 години е во мандат на ВМРО-ДПМН. Ние имавме само 4 години можност да бидеме на власт во општинската, во локалната власт во општината. Ние тоа го менаџиравме, ние со нашите камиони идевме го собиравме тој отпад од тие диви депони и нормално си го носевме во Дрисла. Го депониравме во Дрисла. Значи, само треба да се сака, да се направи нешто. Нема иземање на одговорност. И не го прифаќам тоа, ова не е наша надлежност. Цело време го слушаме тоа. Некој ќе ме казни ако го исчистам ѓубрата? Не знам. Јас мислам дека нема да ме казни, нели? Граѓаните не ги интересира чива надлежноста. Сакаат да живеат во нормални и безбедни услови. Не може да имаме кабаст отпад покрај игралишта за деца. Не може. Во изминатите 4 години градската власт не функционираше. Еве, вие сте дел, сепак, иако сте во опозиција, сепак сте во Советот на Бутел. Дали вие таму имавте исто такви блокади некакви во односите со градоначалникот и советниците од мнозинството, или пак сепак работевте Ви во интерес? благодарам на прашањето, баш ми е драго што го поставивте. Во изминатите 4 години, ние како советници од опозицијата, ние не правевме политиканство, не правевме циркузи, дискачаме на пресконференции. Се што беше донесено, секоја одлука на Советот, која што сметавме дека е во интерес на граѓаните, ние не го блокиравме тој процес. Ние едногласно ги носевме одлуките. Значи, и затоа не прифаќам дека се ја префрламе градоначалничката, одговорноста на градоначалничката не работи. Да, меѓутоа, ако Советот ја блокира, кој што знаеме кој го има мнозинството во Советот, не може да биде вината само на градоначалничката. Па она, колку и да сака, секако. Да. Значи, двете страни имаат одговорност. Еве, сега, вие покрај тоа, нели, што сте советничка во Советот на општина Бутел, вие сте и вработена во Министерството за култура, каде што сте, ако не грешам, раководител на секторот за зачувување заштита на културното наследство. Ај збор два за вашата функција таму. Како оди таа заштита на културното наследство? Па видете, вака, ВМРО-ДПМН ја игнорира културата во Бутел, во мојата општина. Така јас имам чувство.
Јас бев дел од, значи не знам дали воопшто граѓаните се запознаени дека дел од аквадуктот припаѓа во општина Бутол, на општина Бутол. А јас сум горда што бев дел од тимот кој што работеше на санација и ревитализација на столбовите на самиот аквадукт, кој што нормално не е нешто за снимање спотови и фалење, меѓутоа е многу битно за исклучително значење за зачувување на ова наше културно богатство. И горда сум за тоа што го направивме. Бев дел и координатор на тимот кој што ги врати 33 украдени икони од Македонија, нели од Албанија. Ова се докази дека јас имам визија и воја за културното богатство на нашата земја. Но да не остава впечаток дека се оддалечувам од темата, ова го напоменувам бидејќи сум посветена на тоа Бутел да биде дел од културната програма во 2028 година, кога Скопје треба да биде европска престолнина на културата. Тоа и други ваши колеги го спомнуваат, нели? Тоа некако ми звони во ушите, како тоа Скопје ќе биде, нели, престолнина на културна престолнина тоа на и се Европа. плашам, Срđan, дека можеби да го изгубиме тој статус. Зарем можда? Па со оваа слика која што имаме сега во Скопје, зар мислите дека треба да ги донесеме сите од надвор да ја видат оваа слика во која што ние сега се соочуваме и живееме во Скопје? А што му недостасува друго од културна содржина на Бутел? Представам, немате многу театри, кина и библиотеки. Немаме буквално ништо, никаков објект. Нема никаков објект за културна содржина. Истот беше ветен и во програмата на сегашниот градоначалник, кој што требаше да биде веќе завршен. Сега го гледаме дека се најавува, нели, повторно. Јас не ветувам, како што реков, многу. Имам мал број на такви капитални инвестиции, кои што нормално едниот е културниот дом, едниот е градинка и стационар за кучиња, кој што е најголем проблем на кој што се жалат жителите. Ода сега немам слушнато од еден ваш колега, кој велам колега, мислам на сите кандидати, не дека сте вие вистински колеги. Да, проблемот со кучињата, со уличните кучиња во Скопје е проблемот кога сум јас дете, значи тоа не е ништо сменето. И во 80-тите беше проблем. Сега имаме нели некој начин за нивно за похумано средување со нив, но како да не се врши тоа работата, гледаме полиците се повеќе кучиња. Гледаме дека тие можеби се заловуваат, како што нели кажано, и се чипираат, може се средуваат, повторно се враќаат на улиците. Јас тоа не сакам да биде и понатака во мојот мандат. Јас, кога зборам за градење на стационар, мислам на хуман третман на животните, кај што тие ќе бидат сместени, хумано третирани и нормално со можност за вдомување. Кај што ќе има ветеринари, кои што ќе се грижат, нели, пошто гледате, имаме слики како некои се однесуваат со животните, значи и тоа да го санираме, кај што ќе живеат. И секако ќе работиме на нивно вдомување. Скопје е една од ретките, ако не би сакал да кажам единствен, мислам дека е една многу ретка главен град во Европа каде што може се видат. Луѓето не можат безбедно да излезат на улиците. Значи секојдневно граѓаните не се жалат дека ги напаѓаат кучињата. Значи не можат ни децата да излезат да си играат по парковите. Таа слика сакаме да не биде повеќе дел од нашето живење. Има ли уште нешто за крај што ви истакнале за вашата општина каде што се кандидирате, им се обратите на вашите гласачи, на граѓаните на општината? Па јас уште еднаш ќе се повторам. Ние не ветуваме. Ние ќе работиме. И ќе покажеме дека Бутел може да биде место безбедно, хумано, каде што секој ќе му биде, народски кажано, мерак да живее. Да го вратиме оној малски живот.
Бутел е преубава општина за живење. Пребогата со сите етнички заедници. И сметам дека имам тим кој што прво ќе ги утврди сите приоритети кои што се за решавање, но најпрво ќе исчистиме, тоа ветувам дека ќе исчистиме, тоа го ветувам. Прво ќе го чистиме ѓубрето од улиците, а потоа етапно со тимот заедно сите проблеми ќе ги решаваме дел по дел. И ја мислам дека во 4 години можеби нема да успееме се да завршиме, но ќе гледаат луѓето дека работите мрднуваат, што би рекле, од некоја мртва точка и се движат кон позитивни насоки. Оливера Ливринич, ви посакувам многу среќа во кампањата, на крајот нека победи демократијата, а по изборите, еве би сакал да разговараме многу повеќе за зачувување на културното наследство во Македонија, ако не е проблем. Ви благодарам, Срđan. Тоа е мојата намера, секако нека победи најдобриот. Јас само знам дека најискрено и најчестно влегувам во оваа борба и верувам дека луѓето тоа ќе го проценат. Ви благодарам. Почитувани гледачи, ви останете со содржините на Слободен печат.